Техниката мора да се предаде кога ние ќе запнеме да го добиеме министрот. Господин Маричич, добро утро, со мало задоцнување. Се надевам дека ве затекнуваме во добро расположение утрина. Секако, добро утро, Сашо. Бојан Маричич, пред да стане министр за правда, беше еден од клучните советници за евроатлантското проширување, особено за европските интеграции. Министре, не можам да го започнам разговоров за правни проблеми, доека не ве прашам, ајде, како вие го доживувате, кој е вашиот став за ова што требаше да биде, како да кажам, последната точка годинава на нашето евроатлантско придружување со навистина кронисување на тој почеток старт на преговорите, а сега се претвара во еден прилично голем политички дебакл кој што ни го наметнува Софија. Како гледате вие на тоа? Јас мислам, Сашо, ќе има време денес да се изјаснат и премиерот и надлежните министри. Јас само би кажал дека е навистина штета што денес нема да донесе одлука Општиот совет на Европската унија за почеток на преговорите, односно пред се за усвојување на преговарачката рамка, после што требаше да следува почетокот на преговорите. Можам да кажам дека сме ние целосно подготвени, исполнивме се. За жал, Бугарија одлучи да не ја поддржи преговарачката рамка и да го наметне прашањето за историските теми пред отварање на преговорите. Секако, мислам дека ние немаме, иако ова е крајно непријатно за сите нас, треба да со горда глава, кригната глава да го пречекаме овој момент, затоа што навистина направивме се што е во наша мок и не можеме да преговараме за работи за кои што никаде во светот не се преговара. Секако, отворени треба да останеме за решавање на разликите. Имаме рамка во рамките на договорот, ќе има сигурно тежок период во кој што ќе треба да се разговара отворено. Знаеме дека и во Бугарија предстојат избори. Сепак, жалосно е што не ги почнавме сега преговорите, иако, пак ќе кажам, ние направивме се, целосно сме подготвени, и ова ќе ни секако доаѓа во еден неповолен момент за сите нас. Јас искрено се надевам дека во наредниот период по завршување на оваа драма со разум ќе разговараме со нашите источни соседи, бидејќи ние секогаш сме биле за диалог, меѓутоа секогаш сме знаеле кои сме и што сме и на кои позиции обстојуваме. Само да најавам дека во 10 часот слетува авионот од Берлин во кој што и министер за надворешни работи Бујар Османи. Тој вети дека од аеродромот директно ќе дојде во нашето студио, така што јас очекувам со него во повеќе детали да разговараме за сите овие настани, иако Захариева вели Република Северна Македонија ќе има место во ЕУ кога ќе биде подготвена, во моментов не е. Добро, нема да ве влечам веќе на таа тема. Затоа ќе разговараме со Османи, предпоставувам за некакви 3-40 минути. Министре, сепак европските преговори традиционално и во другите земји, па и кај нас, почнуваат и се затвараат со ресорот правда, бидејќи се работи за еден од најважните ресори, каде што се најкрупните промени во сите овие, да кажам, аспирантски земји, главно со правдата има проблеми, па затоа Европската унија долго ги води тие преговори. Сега со новата методологија од Франција дури ќе има шанса и да се навратат на веќе затворени работи, доколку констатираат дека не се спроведуваат така како што е договорено. Ве прашувам, имаме ли ние капацитет, моќ, без европски надзор, ајде да не кажам помош, бидејќи некаква помош веројатно ќе добиваме експертска и друга, имаме ли ние сила сами да истереме така комплексен ресор со сите неопходни промени како што е ресорот што вие го водите? Ние, Сашо, тоа треба и мора да го направиме пред се заради нашите граѓани, за да ги донесеме европските стандарди тука заради нас, не за Брисел, не за Софија, не за кој било. Тоа сме должни да го направиме доколку сакаме да градиме европска правна држава која што ќе се базира на владењето на правото. Ова вака звучи, нели, концептуално убаво, но бара многу напор за да го звучи како флоскула, затоа ве прашувам дали имаме сила тоа да го направиме, неко ние го знаеме. Мислам дека имаме затоа што притисокот од граѓаните, желбата на граѓаните да имаат правна држава во која што владее правото е голема и со и без Европската унија. И затоа мислам дека
ние не можеме да се откажеме од овој наш долгорочна зацртана цел, членство во Европската унија, но исто така не треба да се откажуваме и од реформите кои што сакаме да ги видиме во нашата земја, во Северна Македонија. Затоа мислам дека треба да ги засукаме ракавите, да го продолжиме патот кој што веќе го почнавме. Ние имаме многу направено, еве утре и задутре имаме подкомитет за правда и внатрешни работи, тоа е еден форум за диалог со Европската унија каде што тие ги соопштуваат нивните очекувања и стандардите што треба да ги исполниме, а ние одговараме до каде сме. И мислам дека имаме навистина работи со кои што можеме да се попалиме, но исто така имаме и работи уште многу кои што треба да ги направиме. Мислам дека Ако ми дозволите еве да тргнем во некои од тие работи, Неделава не дочека со блокирани сметки на јавните обвинителства. Парадоксално, сметките ги блокираат самите обвинители преку извршители, затоа што на тој начин си ги наплаќаат додатоците кои инаку не можат да ги добијат. Ве молам за коментар околу таа ситуација, бидејќи се работи за буџетски средства, се работи за блокирање на сметките на јавните обвинителства, каде што инаку очекуваат и други кои што се наред за наплати. Гледам дека ЕВН, например, неколку пати предупредува дека долгот е голем и така натаму, дека тие ќе бидат следните што ќе покренат извршителски постапки. Како вие ја проценувате ситуацијата? Принципиелно кажано, буџетот на обвинителството и на судството е посебен и тие самите управуваат и менеджираат со него. Меѓутоа не е прв пат да има ваква или слична ситуација и нема да биде прв пат владата да подаде рака и да во барањето на решение. Така што, иако по никаква вина нема на владата за оваа ситуација, тие додатоци или тие, да речам, трошоци се пресудени од судот и се извршени од сметката на обвинителството, но сме имали и во минатото вакви ситуации. Владата учествуваше и во преговорите кога сите суди најавуваа дека ќе влезат во вакви постапки против судовите и успешно успеавме да договориме некој паушал кој што го добија судиите, а за сметка на тоа се откажаа од своите тужби. Мислам дека на располагање сме за разговор и диалог со обвинителството како да излеземе од оваа ситуација, но има две работи кои што стратешки сакаме да ги направиме во наредниот период и работиме на тоа. А тоа е прво да има етапно зголемување на судскиот и обвинителскиот буџет во годините, од наредната година па натаму, со цел да се достигне оној законски неопходен процент кој што е утврден во Законот за нивно финансирање. И второ, да се обезбеди целосна независност во смисла на тоа да не мора да бараат никакви, да речам, одобрувања или согласности од Министерството за финансии или од било кој друг фактор при располагање на сопствените средства, ама тоа значи и целосна одговорност. Во тоа се вкалкулирани 70 нови службеници во јавното обвинителство и конкурсот мислам дека е во тек за 5 нови јавни обвинители. Тие ќе го оптоварат уште повеќе. Буџетот вие говорите за нешто што евентуално следната година треба да се прави со нешто следната година, овие 70 вработувања во обвинителството и скоро 100 вработувања во судството се веќе одобрени од страна на Министерството за финансии и од владата и тие се реализираат дел по дел како што тоа се луѓе кои ќе помогнат во работењето на истражните центри, бидејќи тоа беше голема болка на нашето обвинителство, сега тие почнуваат да функционираат. Тие ќе се приклучат во тој тип на служби. Најголем дел од тие вработени се луѓе кои што се стручни соработници, кои што ќе им помагаат на обвинителите и на судиите поефикасно да ја вршат работата, вклучувајќи ги и истрагите кои што се кај обвинителството. И мислам дека тоа би требало сериозно да се осети, да се почувствува во секојдневното функционирање на судството и на обвинителството. Ние разбираме дека долго време немало ваков тип на персонал кој што ќе ја поддржи работата на судиите и обвинителите и затоа го правиме после долго време и верувам дека ќе се искористи тоа максимално. Утринава разговарав со професорката Беса Арифи од Универзитетот за Југоисточна Европа, таа е проректорка на Штуловиот универзитет, со која малку претресовме на цела редица закони кои што ви се сега во фаза на
подготовка за измени, промени, некои од нив и нови и така натаму. Законот за Академија за суди и обвинители, законот за кривична постапка, законот за парнична постапка, мислам дека и навреди и клевета го отварате. Не знам докаде сте со законот за попис, тој замина во собранието, што му е природата и во кој статус е, ве молам за коментар. Сакам да кажам, влезени сте покрај сите овие системски некакви оперативни подобрувања на судството и во она што вие во суштина работа, носење нови закони. Докаде се сите овие постапки и кога мислите дека тоа ќе може да биде завршено со оглед и на работата на парламентот и на ковид услови и така натаму? Значи, ние уште од првиот ден на мојот мандат ние пријавивме околу 15 на закони кои што би требало или би сакале до крајот на годината да бидат донесени. Сите тие се дел од стратегијата за реформи во правосудството. Дел од тие закони се веќе во собранието, како што е тој за попис, таму веќе зависи од како собранието ќе го изменаџира донесувањето, меѓутоа текстот е готов и согласен на ниво на владината коалиција и Заводот за статистика е подготвен и чека тој закон да биде донесен за да се спроведе. Инаку започнати се испратив писма со барање за номинации до сите оние кои што редовно вообичаено учествуваат во креирање на изборниот законник. Значи таа тема ќе отвориме и ќе работиме на тоа. Ги најавив, тие би требало наредната година на почетокот да ги подготвуваме, тоа се законот за вонредна и воена состојба, законот евентуално за помилување и други закони. Во моментов имаме закон за парнична постапка кој што е во една, да речем, одмината фаза на подготовка и сега имаме веќе солиден текст, работиме на негово коригирање во однос на забелешките на адвокатската комора или забелешките на другите заинтересирани страни. Исто така работиме, веќе имаме некој основен текст на кој што работат работните групи во кривичниот закон, нов кривичен законник и закон за кривична постапка. Тоа се многу крупни залаци, правни министре. Гледам дека откако сте дојдени, додуше и вашата претходничка, но вие се понагласено се обидувате да ставите до знаење дека вам не ви е примарната работа испорачувањето на правдата. Иако тој ефект политички се разбира многу ви значи, но дека е тоа работа на судовите и на обвинителствата. Каква ви е соработката со со судскиот совет, со обвинителскиот совет, точно на овие теми, бидејќи во јавноста секогаш се прозива министерот за правда кога има проблем со судењата. Од тоа дека некој ќе одлежи законска казна од 2 години, па е виновен министрот и обратно, ако не биде досуден, па е виновен. Таа е суштинска тема во македонскава ситуација, бидејќи ние овдека често мислиме дека политиката треба да продолжи да биде задолжена за испорачување на правдата во тој дел. Јас од првиот ден се обидов и работам активно на тоа, на воспоставување на еден сериозен диалог и со судскиот совет и со советот на јавни обвинители, како и со Сдруженијето на суди и Сдруженијето на обвинители. Мислам дека имаме до сега коректна соработка. Ниту една тема не е табу и мислам дека треба да дискутираме со нив за сите теми. Улогата на Министерството за правда и на владата не е да пресудува, да суди или да се меша во конкретни случаи. Меѓутоа, наш врвен интерес е да постои изграден систем на правдата кој што ќе испорачува, ќе биде ефикасен, одговорен и транспарентен. Мислам дека имаме уште многу работа, затоа и отворено дискутираме со судскиот совет, работиме на до дефинирање на она што веќе се случува, она филтрирање или проверка на работата на судиите и обвинителите. Јас по правило, по устав, имам право и да присуствувам на седниците на судски совет и на совет на обвинители, меѓутоа по препорака на Греко тоа не го правам за да нема политичко влијание на одлуките на судскиот совет и на советот на јавни обвинители, но тоа не исклучува од диалог и соработка за системски прашања кои што ги засегаат сите. Како до поефикасна правда, како до поодговорни суди и обвинители, како да ги ставиме во функција целосно оние принципи што ги донесовме со законот за судови, законот за судски совет и законот за совет на јавни обвинители, донесени во 2019 година, околу деталните проверки на работата на судиите и обвинителите и исходот од тие проверки, односно
евентуалните дисциплински постапки или постапките за Што разрешување. станува со онаа А. иницијатива, министре, за преотворање на некои судски процеси? Павле Трајанов неодамна, а и невладините организации кои што се собрани околу таа иницијатива, притискаат со години за тоа. Тоа не е нова иницијатива, јас добро ја знам и добро сум упатен во тоа. Мислам дека прашање е отворено дали е најдобар начин тоа да се реши со нов закон, или пак со корекција на постоечки закони, или пак со корекција на праксата. Јас сум подготвен да разговарам за ова прашање, ја видов иницијативата на пратеникот Павле Трајанов и мислам дека треба да седнеме и со него и со заинтересираните организации да видиме кој е најсоодветниот начин. Она што е многу битно е да не предизвикаме една лавина на ревизии на судски пресуди, затоа што тоа може да биде опасно за нашиот систем и сега и во иднина, но од друга страна таму каде што има некаква неправда или некаков евентуален малверзација на постапката преку лажни докази или како што велат монтирање, тоа треба секако да се испита до крај. Знам, ама тоа е една толку отворена, широка, да кажем, тема. Тоа е суштината, има да се констатира каде се случува тоа. Имаме само уште помалку една минута. Да ве прашам, дефинитивно отпаѓа идејата за онлайн судења, се загрозуваме целиот судски систем заради условите на ковид во смисла на застарување, разлекување на постапките, на штета и на обвинети, на штета и на правдата и така натаму. Видете, се уште не сме во таа драматична фаза да се е застанато, меѓутоа веќе има одлагање на судењата и веќе се чувствува во секојдневната работа како што е и во владата и во собранието. Во владата веќе се престроивме на работа онлайн и мислам дека тоа не е тема од која што треба да се бега. Ние вистината за тоа е дека таа тема ја отворивме сега, не ја затворивме. Јас мислам дека темата за дигитализација на судството допрва ќе се отвара. Кој е надлежен за тоа, министре? Имате ли вие надлежност или тоа сепак работа на судската самостојност? Нашата надлежност како влада и како министерство е да предложиме евентуално законски измени како тоа добро да се регулира. Реков, наш интерес е да имаме функционален систем на правдата кој што ќе работи ефикасно и одговорно. Во таа смисла е наша работа, меѓутоа практичното спроведување или практичното решавање дури на проблемите е секако работа на судовите и на обвинителството. Ние само стоиме на располагање и ја отвараме темата за да бараме решенија пред да дојде драматична фаза на одлагање. Се плаша, министре, дека побрзо ќе ги дочекаме вакцините, отколку што ќе видиме правна разврска собраниска со нов закон на оваа тема. Ние сме должни да ги држиме овие теми отворени. Јас не мислам дека е толку невозможно ако сите дадеме максимум. Бојан Маричич, министер за правда на Република Северна Македонија, во 10 часот и 2 минути ви благодарам за ова вклучување. Се извинувам за техничките проблеми на почетокот. Изгубивме 2-3 значени минути, но ќе имаме уште прилика да се видиме и да дискутираме. Господине Маричич, благодарам. Благодарам и вам.